Уплашени сме. Едно време кога испадна короната, знаеш колку луѓе. Уште пострашно. Требално да изјават да добиеме вакцини. Оти се мешаме со народ. Гледа сега, близко стојаме, треба 2 метра да бегаш од мене, подалеко. Да ви е јасно. Не знам што да ви кажам. Нема да ја биде. Неизвестноста и недовербата кај граѓаните се повеќе растат со појавата на новиот хантавирус, кој засега вела дека е далеку од нас. Дел од нив вела дека се чувствуваат уплашени и дека здравствениот систем наместо сигурност создава дополнителна паника и неизвестност кај пациентите. Граѓаните реагираа дека човечкиот живот станува се поевтин, додека интересите и профитот според нив се ставаат пред здравјето и достоинството на луѓето. Тие големите врховни да го намалат народот. Јасно не бе. Гледа народот 80-90% е оболен. Сега мислиш имаме ни лекари спремни? Не. Ти фрлят глава, ти пише некоја диагноза, без веза ти ќе употребуваш и распаѓа се. Тоа станува више нормално. Секојдневие, свето, минувани такви интересите владеат и ништо. Па се е наметнато. Наметнато е така. Многу луѓе на земјата и човечкиот живот станува многу ефтин. Живееме на еден вештачки начин. Далеко сме од природата и последиците се тие. Ништо чудно. Додека дел од граѓаните вела дека веќе воопшто немаат гајле и дека младите различно гледаат на состојбите. Кај други расте страво дека зад глобалните кризи и здравствените случувања стојат моќни интереси и трка по профит. Не гајле нема, не старци. Младите тоа го се повеќе. Како за старци они се грижат. Ништо не ли. Младите за старци, старци за младите. Ковидот колку е точно, ама повеќе е точно дека некој го створил. Сега страшно и вода не е створил некој па да се прошире, а ние видиме колку е опасен тај ковидот. Тоа е, чувај Боже. И сега страшно е да не е нешто такво. Ама страшно е веќе луѓето за богатство, за профит не знаат што да прават. И човечки животи уништуваат. Во атмосфера на збунетост и поделени мислења, анкетираните граѓани воедно се согласни. Тие се сомневаат дека ова е глобална игра.